Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав екипа. Добре дојдовте во епизода 12. Денес ќе зборуваме за неколку битни работи. Како што може да спомнеме, дека во претходните лекции кажавме за различни концепти од трейдингот. Зборувавме за маркет структура, како да препознаеме дали пазарот прави higher highs, higher low или lower highs и lower low. Исто така зборувавме за ликвидити, каде се наоѓаат стоповите на повеќето трейдери и како пазарот често ги зема тие стопови пред да го направи вистинското движење. Поминавме ордер блокови, fair value gaps, премиум и дискаунт зони. Но сега доаѓа најважното прашање. Како сите овие концепти да ги поврземе во еден јасен трейдинг модел? Вистината е дека многу луѓе учат поединечни концепти, но никогаш не учат како тие концепти да ги спојат во еден систем. Затоа често ќе сретнеме почетници кои знаат што е ликвидити, знаат што се ордер блокови, знаат и што е fair value gap, но сепак не знаат кога точно треба да влезат во трейд. Професионалните трейдери не трейдаат секогаш кога ќе видат некаков сигнал. Имаат модел, имаат структура и најважно од се, имаат сетап со висока веројатност. Овие сетапи често се нарекуваат A+ сетап. Токму за тоа ќе зборуваме денес во нашата лекција. A+ сетапи. A+ сетапот не значи дека трейдот ќе биде 100% успешен, бидејќи во самиот трейдинг такво нешто не постои. Но тој сетап значи дека повеќе фактори се поклопени и се појавуваат во иста насока. Затоа шансата е многу поголема за трейдот да биде успешен. Ова може да го запишеме. Сетап кој ни дава повеќе фактори и потврди дека цената сака да се движи во тој правец. Тогаш имаме влез со поголема самодоверба. Например, ако имаме јасен HTF структура, односно тоа би изгледало да речеме дека цената се наоѓа во
bullish market. За bullish market знаеме што треба да имаме. Имаме некаков low. Имаме high. Потоа не следува структурата. Higher low. Higher high. Повторно higher low и потврда на самиот uptrend. Higher high. Што се случува? За да добиеме A plus setup или доста посилен сетап од него што гледаме само еден сигнал, ние во овој случај треба да чекаме цената да не се спушти до некоја зона. Односно, самата цена да направи корекција. Ајде запишете го ова довде, па да можам да продолжам понатака. Добро. Сега. Имаме hard time frame структура, каде што не го одредува нашиот bias. Гледаме јасен bullish моментум, bullish тренд, uptrend, како сакате наречете го. Јасно гледаме дека цената се движи према горе. Што би чекал лично јас? Бидејќи имаме потврден uptrend, импулс, корекција, втори импулс. Втора корекција, трети импулс. На третиот импулс бараме retracement, на силата која направила цената, со цел да добиеме pullback во нашата дискаунт зона. Зошто? Бидејќи кога цената ќе ни се спушти во нашата зона, кога добиеме потврда со swing low, па потоа добиеме market shift structure на нашиот следен краток pullback, односно ретест на истата зона, го бараме нашиот сетап, односно нашиот entry за тест на овај хај или можност за продолжување на трендот. Што сме добиле? Цената се спуштила во зоната. Имаме liquidity sweep и добиваме market structure shift. На самиот ретест е нашиот entry. Сега, ова на помал чарт би изгледало
повеќе време движење на цената, не би изгледало вака баш кратко. Затоа претходно објаснивме дека мора да комбинираме higher time frame структура и lower time frame структура. Целта на оваа лекција не е да ви дадам уште еден индикатор или сигнал. Целта е да добиете структура. Бидејќи кога имаме јасен модел, тогаш сите знаеме кога треба да влеземе во трейд и уште поважно од све, кога не треба да влеземе во трейд. Токму тоа е едната од најголемите разлики помеѓу аматери и професионални трейдери. Професионалците секогаш чекаат. Некогаш со часови, а некогаш со денови. Затоа ќе го разгледаме комплетниот трейдинг модел, чекор по чекор, и ќе видиме како изгледа еден вистински A+ сетап. Како што спомнавме, A+ сетапот не е сетап кој може да биде 100% сигурен трейд, но е сетап каде што има комбинација на повеќе фактори и поголема потврда дека цената сака да се движи во тој правец. Колку повеќе конфлуенс имаме, толку поголема е веројатноста на самиот трейд. Најбитно, за да дојдеме до A+ сетап, треба да почнеме со анализа на самиот чарт. Ајде да се префрлиме на чарт. Да речеме, моментално се наоѓаме на 4 часовен чарт на маркетот на злато. Прво што треба да одредиме е тоа да го одредиме нашиот тренд или нашиот bias. Сме имале, ајде да не се навраќам толку назад, ќе се навратиме на овој дел од чартот. Ајде ќе земеме втори март. И вака. Од 2 март па се до 23 цената очигледно се најдуваше во даунтренд. Сега. Да речеме, сме го одредиле трендот. Трендот го одредуваме со тоа што бараме higher low или higher high или lower high и lower low. На случајов овде имаме ова ни е последен high кој цената ни го оставила, па добиваме
некаков си low. Сега. Цената продолжила. Ние немаме добиено повисок хај од последниот. Тоа значи добиваме lower high. Цената пробала да стигне до тој последен хај, но не успеала, со што добиваме ајде ќе го земеме овај lower low, каде што се нашите први назнаки за даунтренд. Кога ќе го добиеме сето ова, се спуштаме на lower time frame структура. И бараме каде ни се нашите дноа и врвови. Со ова структура, која што сме одредили на 4 сати претходно, се спуштаме на 30 минути чарт, да го оформиме нашиот A plus сетап. Да речеме, се најдуваме во овој дел. Сме добиле lower low. Сме добиле претходно брейк на структура. Нашата задача што треба да ја направиме како професионалци чекаме прва корекција и потврда на тој даунтренд. Односно, сега добиваме lower high, и повторно добиваме lower low. Супер. Ова ни е комплетирано назнака дека цената сака да се движи према долу. Овие ќе ги намалиме само малце да не ни сметат. Што се случува и што правам лично јас следен чекор? Кога ќе добивам самата структура на маркетот, барам своји зони или key level или зона на интерес или некаков order блок или fair value gap за да го пронајдам својот сетап. Во случајов цената каде што направила испукување и логично овде сме добиле повторно break of structure, следно што правам е чекам корекција на оваа сила и враќање на цената во некоја зона на интерес. Значи сме добиле break of structure, сме направиле пониско дно од претходното, самата корекција гледам да не биде повисока од последниот lower low. Имаме зона каде што се наоѓа нашиот имбаланс и очекувам дека цената ќе се врати во таа зона. Кога цената ми се враќа во таа зона, се спуштам на 5 минутен чарт
И како што реков, се спуштам на 5 минутен чарт и чекам конфирмација за самиот трейд. Што сме добиле? Цената се вратила. Направила корекција до самиот breakout. Али имаме inducement, лажно придвижување на маркетот со цел да собере ликвидност, бидејќи тие кои влегле во сел позиција некаде овде, за да се случи самиот breakout, нивните стопови се наоѓаат веднаш на самата свеќа, бидејќи ова е високоризичен трейд. Цената се враќа во таа зона, ги собира стоповите, имаме ретест на истото и ни остава swing high. Кога ќе го видиме ова нешто на маркетот, за нашиот ентри да биде прецизен, секогаш чекаме тест на тој swing high и на првиот engulfing, како што може да видите, после тестот на последниот врв, односно swing high, имаме влез во позиција кој што минимум ќе ни биде тест на последниот lower low и stop loss веднаш над самиот swing high. Самата стратегија функционира потполно 100% до овде. За надолу не знам. Ова е еден entry модел кој лично јас го користам на маркетот на злато. Оваа стратегија може да ја наречеме breakout pullback. И таа е една од, да речем, поосновните, али високо квалитетни, за мене лично, кој што функционира доста добро на маркетот на злато, бидејќи има преголема волатилност, знаеме дека цената прво треба да собере ликвидност и да продолжи во насоката каде што тргнала. Целта е секогаш да го одредиме самиот бајас на higher time frame структура, да се спуштиме на lower time frame структура, да ја најдеме нашата зона на интерес, да видиме дали цената стварно прави брейк на структура или добиваме само inducement, чекаме market shift structure, составен swing high или swing low и влегуваме во нашиот трейд. Ова може да го чекаме и до 3 до 4 часа, некогаш и 5, а некогаш нема ни да го добиеме. Бидејќи ние тргуваме intraday трейдинг, не сме свинг трейдери на маркетот на злато,
Овој сетап го тргуваме само кога имаме комбинација на сите овие фактори и структури кои сме ги добиле, за да имаме комплетна потврда на самиот сетап. Запомнете една многу важна работа. Целта не е да тредате многу. Целта е да тредате квалитетно. Понекогаш најдобриот трейд е онај кој не сте го отвориле. Само затоа што сетапот не бил доволно добар. Затоа професионалците имаат дисциплина да чекаат. Не бараат секој ден трейд. Чекаат пазарот да им го даде нивниот модел, како што кажавме во случајов нашиот A+ сетап. Кога моделот се појавува, тогаш тие влегуваат во трейд со јасен план и контролирано ризикување. Во следната лекција ќе продолжиме со уште подлабока анализа на овие сетапи и ќе видиме како изгледа све во реално време. До тогаш ве поздравувам, чувајте се од маркетот и имајте успешна работна недела.